Добродојавте на Hype МК. Денеска за прв пат со нас го имаме Роберт, во македонската јавност познат како Джокер. Како си? Супер ти. Супер, фала ти. Фала што дојде. Фала што ме поканивте. Кажи ми, снимаше песна во изминатиот период. Дали можеш да ми кажеш кој е автор на песната? Автор сум јас на песната, моја музиката, мој аранжманот, исто така во помош со Иле Спасев, со него работам, он е продуцент. Нема некој посебен мотив што ме мотивирало да дојдам до ова нешто. Постојана работа. Кажи ми, која е содржината на песната? Дали потсетува на претходните песни или сосема е нешто ново? Скроз е нешто друго, малце овој тренд мюзик што е сега последниот период, па ќе видиме. Музиката нема граници. Како што знаеме, песната е дует, нели? Дали можеш да ни откриеш со кој артист станува збор? Да, ќе ви откривам, песната е дует и сасвим случајно искочи песната да е дует. Првин си ја сработев јас како сам, па после добив идеја за некој пратеч и на крај се слушам со Магдалена, пошто не ќе да викам Малена, сега тоа задње. Иначе Малена вајда е попозната, пошто имаше и се појави на Макве со Таско. Искочи сасвим случајно и идеме у студио и ми вика, мене ми се свиѓа песнава, јас сум ти као на располагање, као може да се направи фит. И така одлучивме песната да биде фит. Така на песната е фит Магдалена, не Малена. Добро. Кажи ми како помина снимањето на спотот и кога може да очекуваме песната? Снимавме спот сега во саботата. Не знам кога може да го очекувате спотот. Вчера стави 17-11, ама... Кажи ми, со оглед на тоа што твојата сопруга Антонија исто така се занимава со музика, дали може би те даде некој совет или идеја за песната? За оваа песна последнава? Па општо вака за сите песни. Да. Гледај, со оглед на тоа што сме и по цел ден заедно и све постојано сме у комуникација и да, као заедно соработуваме. Да, јасно. Кажи ми, какви проекти планираш во следните години? Па, сега искрено планираш. Не идам ништо плански, као само си работам и нешто тако, не знам ако мене ми направи нешто да почувствувам, само се насочувам кон него и така се случува се во мојот живот. Иначе сега нешто дека планирам за 3 до 5 години, врска нема. Добро. Сега малце за Антонија. Кажи ми, како се снајдовте со Антонија како млади родители? Дали е тешко? Па, како млади родители се снаоѓаме, мислам дека многу добро. Не е тешко, поготово ако имаш нешто твое, него е такво мало човече и сега е многу поинтересно, година и 4 месеци сме и малце ќе ти даде внимание, ќе ти се насмее и ова и она и те оживува некако. Лудница е, не знам, треба сите се осварат како родители. Да. Добро, сега вака, пред некој ден Антонија изјави дека Иван сам си знаел што си направил. Како ти реагираше на тоа и дали си упатен што направил Иван или не? Глеј, ја можда у цела ова прича сум и најомразениот лик, али тоа е тоа што испадна како испадна. Ја Иван исто многу си го сакам, ме сваќаш. Никад не сум зборил за ова, али јас сум као трета личност у причава и ако луѓето мислат дека ја треба да сум најомразениот лик и нека сум. Затоа сум и Джокер, нели? Джокер исто така најомразениот. Нема врска. Тоа што е меѓу нив двајца, така да јас не ви се мешам. Добро. Во какви односи си со Иван? Сега ми одговори дека нели го сакаш. Дали би му посакал среќа за на турнејата во Австралија? Глеј, сакам да кажам за тоа, стварно сум немал никад прилика. Иван многу го поштувам пред се као човек и као нешто што си го работи, сме поминале многу време заедно. И покрај се што се случува, нема врска, он има исто место како што имал кај мене, уште важи за еден од така, па да речем, ајде, екстремно добрите што си го работи тоа е реалноста. И тоа ќе остане, браво за тоа, али
нештата што се случи и што излега од контрола, тоа е исто така друга страна, али глеј, животот е таков како што е. Јас сега имам дете, ме разбираш, па сега кога некад би бирал или би требало да одберам, секогаш би го одбрал ова, така да тоа е што е. Да, јасно. Дали постои здрава љубомора кога Антонија соработува со машки артисти или не? Каква љубомора? Здрава љубомора. Па? Што знаме љубомора? Глеј, нема врска сега, не можеш да го кажеш тоа како љубомора, увек си го имаш ти некој тоа такво, што и нормално и партнерот сигурно го има, али не знам, не се препираме околу тоа, мислам тоа се све како што треба. Јас сум инволвиран у тоа, исто како и она, али Ја поддржуваш секако? ја поддржувам, да, нема како сега, не знам кога насако да го терам одговоров, али немаме некои драми околу тоа, не се дешава драми, треба да снимаш, ме сваќаш, тоа не постои. Добро, и за крај, какви се твоите очекувања од песната? Дали може би оваа песна ќе биде твојот најголем хит? Што мислиш ти? Најголем хит. Сите сакаат хит реално, али не знам што да ти одговорам. Не дека не верувам на песнава, извадив доста работи, може и сум се посветил и многу поише од некого, може и многу помалку од некого, може би исто или небитно. Али нормално дека секој очекува од нештото, сака некој убав фидбек да осети, као луѓе од денеска се срамат, као не се срамат, као не ти викам браво, глеј, ја може и да не правам ова со некого или да не го сакам некого, ама нештото ако е добро и браво за нештото ти текнува. Да. Тоа е мојот став. Па ќе видиме што ќе биде. И фала ви што не гледавте, се гледаме во следна прилика на Hype MK. Пријатно.